Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, а ова е новото видео, уште едно во циклусот видеа за млади и во ова видео ќе зборувам за односите со родителите. Ова видео не е само за младите, туку за сите оние кои што се уште се наоѓаат во улога на деца, независно од возраста, и кои можеби се уште имаат некои конфликти, независно дали тие ги носат во себе или пак ги изразуваат во секојдневната комуникација, но се разбира дека може да им помогне и на родителите за да ги научат или подобро да ги разберат своите деца. Односот родители и деца е сепак однос кој што е двонасочен, но јас сега овде им се обраќам на младите за да дадам некоја перспектива, некој друг начин, можеби да дознаат нешто ново, да се потсетат на она што го знаат или да применат нешто со што можеби досега не се сретнале. Најпрвен сакам да образложам зошто се толку битни односите со родителите. Не само за односите кои што ги градиме во младоста, туку и за односите кои што ги градиме понатаму. Односите со родителите се пресликуваат потоа на односите со пријателите, на односите со партнерите и на односите со нашите деца. Ако не ги разработиме, ако не ги изанализираме, ако не ги усвоиме, ако не бидеме задоволни од тие односи или како што уште викаат, ако не ги интегрираме нашите родители во себе, ако не ги прифатиме целосно, ќе имаме проблеми и во градењето на различни односи во текот на животот. Не се само битни односите со родителите тогаш, додека сме ние млади, туку какви односи имаме со своите родители влијае на нас како личност и на односите кои што понатаму ќе ги градиме и остваруваме во текот на целиот живот. Па можеме ова да го правиме и на некоја позрела возраста, можеме да го направиме и сега, додека сме помлади. Нема да зборувам за типови и начини како да комуницираме и како помалку да влегуваме во конфликти, како да се однесуваме, асертивно да комуницираме и така натаму, можеби ќе снимам видео и за тоа. Туку ќе зборувам за она што е најбитно и суштинско, не само во односите со родителите и со децата, туку во односите со сите други луѓе низ животот. А тоа се, според мене, трите главни точки: љубов, разбирање и прифаќање. Јас сум снимала видеа на сите овие теми, ќе ви ги ставам линковите за тие видеа, меѓутоа сега овде конкретно сакам да се задржам на љубовта, разбирањето и прифаќањето во односот со родителите. Јас сметам дека многу е битна љубовта, разбирањето, прифаќањето, најпрви кон себе, потоа кон сите други. Тоа се процеси на кои се работи во текот на целиот живот, а тоа исто се рефлектира и во односите со родителите. И се разбира дека родителите се тие кои треба да ни помогнат, да го освестиме тоа, да не научат како да го покажеме, како да се носиме, како да го изработиме тоа со себе си, како да го применуваме во текот на животот. Меѓутоа, тоа не значи дека е работа само на родителите. Да, е до известна возраст. Меѓутоа, кога ние ќе почнеме веќе да растеме, да се развиваме, да стануваме се повеќе и повеќе самостојни, тоа е и наша работа. Па доколку тоа родителите не го направиле од различни причини, можеме ние да го научиме и да го направиме, па дури и да им го покажеме и нив доколку се тие отворени и да бидеме трпеливи за да се отворат, да разберат, затоа што на крајот на краиштата живеете во различно време, имате различни светови, ставови, верувања и ако очекувате и барате родителите вас да ве разбираат, тогаш имајте вие прво разбирање за нив, ако чувствувате дека родителите не ве разбираат секогаш доволно. Па дури да е така, ние и сами себе си не се разбираме секогаш доволно, па понекогаш ни треба време, искуство и да се потсетиме на тоа. Најпрви ќе зборувам за љубовта, дека љубовта на родителите кон децата е огромна, безусловна, особено додека се помали, меѓутоа исто така многу силна е љубовта од децата кон родителите. Па сега да ја освестиме таа наша љубов која чувствуваме кон родителите. Ова што го зборувам
го зборувам за релативно здрави односи и врски во семејствата со релативно здрави, стабилни, зрели родители, кои што се разбира дека грешат и ќе грешат и нема секогаш да бидат достапни, нема секогаш да ве разберат и нема секогаш да бидат онакви какви што очекувате. Тоа не е причина вие секојдневно и постојано да не ја освестувате љубовта кон нив и љубовта која тие ја чувствуваат кон вас. Дури и тогаш кога адекватно не ја покажувате или дури тогаш кога тие адекватно не ви ја покажуваат. Што значи тоа? Во се што прават, обидете се да видите љубов. И во се вие што правите. И кога имате конфликтни ситуации, кога сте направиле нешто што не им се допаѓа и кога не сте ги задоволиле нивните очекувања, потсетете се на тоа дека вие многу ги сакате своите родители и тргнете во разрешувањето на што и да е од љубовта. Да не дозволите сите конфликти, неуспеси, разочарувања, ваши, нивни, да ви извршат притисок, да не потпаднете под влијание, за да се поравите колку многу и сакате вашите родители и колку многу тие ве сакаат вас. Ова го зборувам затоа што знам дека во тинејџерските, адолесцентските години често може да се влегува во конфликти со родителите. Младите луѓе мислат дека многу знаат, возрастните луѓе сметаат дека младите луѓе се уште не се дораснати и зрели. И од сето тоа произлегуваат многу конфликти, родителите треба да се соочат со сепарацијата на децата кои што веќе сакаат да бидат возрастни луѓе. Младите луѓе се уште ги немаат сите алатки, можности за да прават се што сакаат, а сакаат да прават се што сакаат. Ако секојдневно и постојано освестуваме дека се што правиме ние во улогата на деца се разбира и се што прават тие во улогата на родители, доаѓа од љубов. Многу работи, многу полесно и поедноставно ќе ги примаме. Ако освестуваме колку многу ги сакаме нашите родители, нема да бидеме толку груби со нив, нема толку да се расправаме, доколку се расправаме за влеземе во некоја конфликтна ситуација, ќе се обидеме да им објасниме, ќе имаме повеќе доверба, ќе ги видиме како луѓе кои што ни мислат добро и она што го споруваат, нема да го сватиме како од некој непријател, туку од некој кој се грижи за нас, дури и тогаш кога нема да ни се допаѓа, кога нема да ни одговара. И тогаш кога тоа ќе биде покажано во знак на несогласување, неподдршка, забрана некаква, можеби се крие претерана грижа, страв, меѓутоа сето тоа е љубовта од родителите кои не знаат поинаку да ја покажат, која можеби нив поинаку не им ја покажале. Па обидете се вие да ги разберете своите родители. Првично освестено дека вие многу ги сакате и тие многу ве сакаат. И не прават ништо за да ве повредат. И пак повторувам, зборуваме за здрави, зрели родители и за здрави, релативно здрави семејни односи. Ако е поинаку, се знае, се бара помош, се бара поддршка, се разрешуваат некои работи, овде не зборуваме за тоа. Многу родители, особено машките родители во Македонија, независно на која возраст се малку емоционално затворени, малку емоционално недостапни, не ги учат машките деца да бидат мажи, па да не покажуваат емоции, па да не бидат премногу сентиментални и така натаму. Тоа некако како да е се уште работа и задача на женската популација. Меѓутоа, тоа не е причина вие да не им покажете, вие да не ја ставите темата на љубовта тема на разговор, вие да не ги прегрнете, вие да не ги бакнете, да не побарате простување, извинување, да седнете да разговарате ако имало недоразбирање, да им покажете љубовта на многу начини, да направите нешто за нив, да им помогнете кога им е тешко, да се обидете да им бидете другари и пријатели, затоа што нели знаеме дека младите луѓе барат и очекуваат родителите да им бидат другари и пријатели. Тогаш најдете начин и вие да бидете нивни другари и пријатели, а не само да го очекувате тоа од нив, затоа што нели и тоа е двонасочна релација. Се разбира дека полесно ги разбираме луѓето кои ги сакаме. Дајте да се обидеме да ги разбереме родителите, да ги разбереме нивните приказни, начинот на живот,
Некогаш и денес тоа што се тие родители не значи дека треба секогаш да ги исполнат и задоволат нашите очекувања. Немојте да ги споредувате вашите родители со родителите на вашите пријатели, другари, затоа што тие не се такви, затоа што се различни, затоа што никогаш нема да бидат такви. Туку разговарајте со нив што вас ви треба од нив, што ви очекувате, колку можат тие да ви дадат. Можеби понекогаш не ни знаат дека вие имате некакви потреби и некакви очекувања. Можеби тоа го покажувате преку лутина и конфликт, па не ни можат јасно да ве разберат што всушност вас ви треба. За да можете тоа да го направите, сватете дека и тие се луѓе со своји човечки слабости, дека имаат многу предизвици во животот, дека не им е секогаш лесно, дека можеби имаат некои лични конфликти со партнерот, пријателите на работа, со своите родители, па не се секогаш расположени, достапни, можеби поминуваат низ некои лични кризи, можеби имаат некои проблеми, финансиски, економски, можеби се соочуваат со некои здравствени проблеми. Освен што се тие ваши родители, тие имаат и свој живот. И тоа треба да биде така. Да, можеби најчесто вие ќе им бидете на прво место, меѓутоа, разберете дека многу е здраво да постават родителите здрави граници и понекогаш да ви кажат и не може, и да не бидат секогаш достапни за вас, и да не ви бидат секогаш десна рака, затоа што вам тоа ви треба. Тоа е процес на созревање. Ако сакате да бидете млади, луѓе кои што стануваат се позрели и сериозно сватени, помогнете им во нивните обврски, а некогаш е доволно да ги прегрнете, можеби да ги слушате, да им дадете некое мало внимание и на тој начин да покажете дека ги разбирате. Ја знам дека се ова години кога никој не ве разбира, кога родителите не ве разбираат, дури и да е така. Немојте да очекувате родителите да ве разберат, ако вие нив не ги разбирате. Работете паралелно и на едното и на другото, и на вашето разбирање. И на крајот, ако они не знаат, покажете им што значи целосно некој да се разбере. И тоа се однесува не само на родителите, меѓутоа вежбајте на родителите. Учете на нив, учете за да можете утре да ги разбирате вашите партнери, вашите деца, вашите пријатели. Разбирањето не значи поддржување. Разбирањето не значи дека тоа сега треба да биде ваш систем на живот. Разбирањето не значи дека и вие утре истото треба да го правите. Само значи дека разбирате. Можеби за тоа ќе ви треба време, можеби некогаш и години, меѓутоа, ако вашиот однос е заснова на постојано свестување на тоа дека вие многу се сакате, дека вие многу си помагате, дека дури она што го правите погрешно, ако доаѓа од љубов, е многу полесно да се прифати, ако се разговара за тоа и ако се разберете. И таму каде што има љубов, таму каде што има разбирање, таму треба да има и целосно прифаќање. Прифатете ги со целото свое срце, такви какви што се, а не такви какви што вие очекувате да бидат. Прифатете ги вашите родители со сите нивни мани, слабости, затоа што најверојатно и вие очекувате тие да ве прифатат како такви. Прифатете ги своите родители целосно, благодарение на љубовта што ја чувствувате, за да можете утре без задршка да им простите, доколку чувствувате дека за нешто ве повредили и навредиле, да разговарате со нив на дадена тема, да расчистувате работи со нив или во себе, небитно. Меѓутоа, прифатете ги. Тие се вашите родители, едни што ги имате. Прифатете ги такви какви што се. Дури и кога тоа не ви се допаѓа, дури и кога би сакали да се поинакви, дури и кога понекогаш се чувствувате гневни, секогаш ќе има нешто што ќе ви смета. Понекогаш дури на младите луѓе им смета и физичкиот изглед на нивните родители, зашто не се облекуваат вака, зашто не се вакви, зашто не слушаат таква музика, зашто не читаат, зашто не пишуваат, зашто вамо не одат, зашто тамо не одат, зашто се занимаваат со оваа професија, не со таа, зашто се премногу дома, зашто се премалку дома, зашто не разговарат, зашто постојано ми зборуваат. Во сите ситуации може да се најде начин да се разбере и начин да се создаде од тоа конфликт.
Тоа зависи од вас, во улога на млади луѓе, во улога на деца и од улога на родителите. Вие почнете да учите сега. Дури кога мислите дека ама родителите не знаат, вакви се, такви се. Во ред, тоа е нивна одговорност. И тоа може да поминува кога имате 12, 13, 14, 15 години. Се понатаму е ваша работа. Преземете вие одговорност за односите со вашите родители. Како што реков и на почетокот, може ние да применуваме безброј техники на ваква комуникација и таква комуникација, разни трикови, како подобро да го кажеме, како да стигнеме до тоа, како да го направиме ова, како. Меѓутоа, без да освестиме колку многу ги сакаме да ги разбереме и прифатиме такви какви што се, нема да можеме понатаму ни еден чекор да направиме. И да, тоа е работа на родителите, кои исто така треба да го освестат сето тоа и да го освестат и со своите родители и со своите деца. Меѓутоа, не зборуваме сега за нив, зборуваме сега за вас, кои што можете уште како млади луѓе да го разрешите и направите тоа со своите родители, за потоа да ви биде многу полесно со вашите партнери, пријатели, колеги и на крај, нели, со вашите деца. Љубов, разбирање и прифаќање. Златна формула за сите односи, а пред се односите со родителите. Со оние со кои што на крајот на краиштата е многу битно да имаме добри односи до крајот на нашиот живот, до крајот на нивниот живот, затоа што тие се нашите први учители, први пријатели, затоа што тие се луѓето кои што многу вложиле за да бидеме ние и за да бидеме ова што сме, сакале ние да го признаеме тоа или не. Јас ви посакувам убав ден, ви посакувам добри односи со луѓето во околината, добри односи со своите родители, многу љубов, многу разбирање, многу комуникација и умешност да учите, да се развивате и да се носите најмудро со тоа што можете, со се што носи животот и секојдневието, а до тогаш ви благодарам што ме следите, ставете лайк на ова видео доколку ви се допаѓа, погледнете ги другите видеа, имам плейлиста, се вика за млади, погледнете ги по старите видеа, ставете subscribe и се гледаме наскоро. Ви посакувам се на љубов.